3 ноември сабота го гледате најновото издание на регионалните вести. Јаболкопроизводителите од Тетовско се фалат на добар род и квалитет, но поголемиот дел од производството може да скапе. Овоштарите велат дека нема никој заинтересиран за откуп на тетовското јаболко. Јаболкопроизводителите од Тетовско стравуваат дека производот поради проблемот со пласманот зимава ќе им скапе. Изминативе години имало по некој откупувач од Косово, Русија и Бугарија. Сега велат дека дневно продаваат едва и по неколку килограми јаболка на случајни минувачи, кои поминуваат покрај нивните овоштарници. На илјадниците тони квалитетна јаболка складирана во подрумите и магазините, откупот е неизвесен. Па тоа би било многу добро да помогне владата, да има откуп би било добро. Ама за сега уште нема ништо. Цената на јаболката во Тетовско на мало се движи од 10 до 30 денари. Јаболкопроизводителите велат дека се подготвени да ја намалат цената, ако има обезбедено откуп на големо. Голем дел од производителите на јаболка во Тетовско одлучиле годинава да ги откорнат овошните насади засадени со јаболка поради проблемот со откуп. Ваквата појава е забележана во последниве десетина години. Ако продолжи ваквиот процес, најверојатно познатото тетовско јаболко ќе исчезне. Од Агенцијата за потек и развој на земјоделието вела дека државата преку обезбедување пласман, но и самите овоштари преку здружување во задруги може да го спречат процесот на исчезнување на тетовското јаболко. Да се таа задруга распраша и информира со одредени откупни центри, не мора и од тука да се во Македонија, има и во другите региони некои откупни центри со претходни договорни односи би можело полесно да се реши проблемот однос на пласманот, а се разбира и да се најде економска оправданост на овие подигнати овошји насади. За разлика од лани годинава јаболката има добар род и квалитет, но наместо на нечија трпез или во прехранбената индустрија, се уште стои во подрумските простории и магазините на овоштарите. По пријава за семејно насилство при претрес во домот на 32 годишен тетовец, неговиот татко на полицијата и го предал оружјето кое го поседувал. Од МВР информираат и за 2 тепачки во кои бил удрен и полициски службеник. Врз основа на судска наредба, вчера во 18 часот и 20 минути, полициски службеници од СВР Тетово извршиле претрес во домот и помошните простории на 32 годишен жител на Тетово, а во врска со пријава од неговата сопруга за нанесена телесна повреда. Според информациите на МВР, пред почетокот на претресот неговиот татко предал пиштол, една празна рамка, дозвола за поседување и носење на оружје на друго лице и еден сигнален пиштол со празна рамка калибар 9 мм. Тие биле одземени со потврда за привремено одземени предмети. Во билтенот на Министерството за внатрешни работи информации за 2 тепачки. Вчера околу 21 часот и 30 минути на улица Борис Кидрич во Тетово, 15 годишникот Тетово кој бил со неколку другари, физички бил нападнат од непознато лице кое било во група со повеќе други лица. Малолетникот бил удрен по грбот пошто лицата побегнале. Оштетено изложно стакло на занаидчиски дуќан и патничко возило. СВР Тетово презема мерки за расчистување на случајот. Ноќеска пак 30 минути по полноќ пред угостителски објект на улица ЈНА во Тетово. Полицајци забележале група од околу 5 до 6 непознати лица кои меѓусебно се пресметувале. Полициските службеници презеле мерки при што еден полицаец бил удрен од 20 годишникот Тетово, кој е приведен и задржан во полициската станица, а потоа се приведени уште 3 лица. За случајот е запознаен јавен обвинител и се преземаат мерки за негово целосно расчистување, велат од МВР. Штипската полиција заплени околу 80 килограми марихуана. Дрогата е пронајдена кај 40 годишен штипјанец. Судија на претходна постапка му одреди мерка притвор во траење од 30 дена. За сега од истрагата не соопштуваат дали штипјанецот сам ја одгледувал или од кого ја набавил марихуаната. Нема детали ниту дали сам го водел бизнисот или се работи за организирана група. Повеќе информации најавуваат по целосното завршување на истрагата од страна на обвинителството. На 2 ноември извршен е претрес реализиран со судска наредба
во домот и помошни простории на улицата Сремски фронт во Штип, каде БС живее, при што пронајдени се повеќе најлонски кеси со наркотична дрога марихуана со тежина од околу 74 килограми и други предмети кои се фото и видео документирани и подигнати за вештачење. 40 годишниот БС е лишен од слобода и против истиот поднесена е кривична пријава до основното јавно обвинителство поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Даночна и пензиска реформа ќе спроведува владата. Деталите ги соопштија министерот за финансии Драган Тевдовски и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Предлагаме воведување дополнителна стапка од 8% за делот од доходот кој надминува 90.000 денари месечно. Ова значи дека за доходот до 90.000 денари месечно данокот би останал 10% како и до сега, додека само на делот на доходот кој надминува 90.000 денари би се плаќале дополнителни 8%. Освен оваа промена, го зголемуваме даночното ослободување на платите и пензиите, односно делот на кој не се плаќа данок на 8.000 денари месечно. Со тоа ја намалуваме ефективната даночна стапка за лицата што остваруваат доход од плати и пензии, особено за оние со пониски примања. Воведовме образовен и детски додаток за повеќе од 60.000 деца во Македонија, затоа што детската сиромаштија е најскапа сиромаштија и Македонија не може да си ја дозволи истата. Токму затоа целосно социјалната реформа и реформата на детската заштита дава најмногу вклучување на овие два додатока кои што ќе го дадат ефектот на намалување на детската сиромаштија. Но не само за корисниците на социјална парична помош или минимален адекватен приход, туку и за семејства, децата од семејства кои што примаат минимална плата, за да го изедначиме стартот за сите деца во Република Македонија кои што на некој начин се соочуваат со социјална исклученост или со сиромаштија. Но исто така денеска најавуваме реформа или систем на стабилизација на пензискиот систем, кој што ќе даде влијание на сегашната генерација, но најважно на идните генерации. Тетовската навивачка група Војводи слави 30 години од своето постоење. Вчера Тетово гореше од ефектите на пиротехничките средства. Војводите приредија величествен спектакл за градот. Со незаборавно кортео низ Тетовските улици, култната навивачка група Војводи вчера го прослави својот 30-ти роден ден. Тетово буквално гореше од ефектите на пиротехничките средства. Војводите приредија величествен спектакл за градот. Бевме собрани повеќе млади, нормално со поддршка на постарата генерација, дел од оснивачите и нивните наредни генерации, нивните подмладоци. Вчера сите заедно сплотени, поминавме низ Тетовските улици, од автобуската станица, поточно од кај рестораните, до плоштадот во Тетово, каде што изработивме огромна баклјада, незапаметена до сега во Република Македонија, и потоа заедно сите се упативме до црквата Свети Кирил и Методи да запалиме свеча за покој на досегашните сите починати припадници на нашата навивачка група. Од тука, значи, заедно поминавме преку градските гробишта и се вративме на истото место каде што се растуривме. Овој ден обедини многу генерации кои се сетија на најдобрите времиња од постоењето на навивачката група. Голем број граѓани излегоа на нивните прозори и тераси за да ги поздрават. Некои се симнаа да им се приклучат во прославата. Со големи напори, дефинитивно со големи напори, со тешка мака, конечно успеавме да се сплотиме. Сите заедно, од најмали, имаше 3-4 годишни, 5 годишни деца со своите родители нормално, до 50-60 годишна возраст. Значи, како поминувавме низ улиците, од
околните згради, куќи, ни се придружија многу македонци, тетовчани, кои што беа видно ведро расположени заради таквата атмосфера, ради пеење на македонски песни, затоа што долго време во Тетово се нема ваква дешавка случајно. Навивачката група Војводи е формирана во 1988 година како поддржувач на тетовскиот клуб Тетекс. Беа лојални на својата љубов и кога клубот имаше успеси, но и кога беше на дното на ликашките табели. Навивачите на Војводи секогаш беа посветени и даваа поддршка на македонските репрезентации во фудбал, кошарка, ракомет. Но исто така, Војводи Тетово беа и навивачка група чии полнолетни членови, повикувајќи се на својата идеологија, во 2001-та застанаа на браникот на својата држава. Како што кажуваат постарите генерации, поточно основачите на навивачката група Војводи, далечната 1988 година, навивачкиот покрет започнал по иницијатива на случувањата во тогашна Република Југославија, каде што во другите држави, републики, почнале навијачки покрети и така во Тетово се собирале младите љубители на фудбалот, навивачи на фудбалскиот клуб Тетекс, да добијат свое име, свое навивачко име. Имало повеќе предлози за имиња, меѓутоа заради идеологијата на Македонија, заради љубовта кон својата држава, сакале да дадат име со кое што ќе се обележат многу наредни генерации. Такво име е баш нашето име, значи навивачка група Војводи, кое што има историско значење за нас како македонци. И така на ден Петковден, 28 октомври 1988 година, официјално е дадено името на навивачката група Војводи. Оваа година, 2018 година, ние прославуваме 30 години од постоењето на навивачката група Војводи. Во тек е изработка на документарен филм за оваа гордост на Тетово, а денес продолжуваат активностите за одбележување на 30 годишниот јубилеј. На денешниот надпревар е изработена кореографија со нашата најпозната фраза, со верба во Бог, Војводи до гроб. Имаме доста пиротехника по повод 30-тиот роденден на навивачката група Војводи. Изработивме документарен филм кој се уште се работи. За кратко време ќе биде објавен и промовиран во Тетово. Тука учествуваат 6 генерации, значи од почетокот до ден денешен, поделени по генерации. Неколку генерации се сменија во оваа култна навивачка група, која впрочем е една од најбројните во Република Македонија. 30 години навивачката група Војводи од Тетово го поддржува фудбалскиот клуб Тетекс. Исто така, често организираше хуманитарни настани, крводарителски акции, финансиска и материјална помош на оние кои им беше најпотребна. Војводи слават, нека им е честит јубилеот, уште многу години навивање, уште многу успеси за фудбалскиот клуб Тетекс. Во неделната телевизиска тема на Радио Слободна Европа со анализа за придобивките од членството во НАТО, не само ониот безбедносна природа, искуствата велат дека отворање на НАТО поставка или војните вежби значат многу за локалните економии. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди и со слаб до умерен ветер претежно од југоисточен правец. Утринските температури се движеа од 8 до 15, а дневните од 17 до 23 степени. Продолжува периодот на стабилно и суво време со повремено зголемување на облачноста, особено од четврток. По одделни котлини ќе има услови за појава на утринска магла. Од утре температурата ќе биде во постепено опаѓање.
Утринските температури ќе се движат од 6 до 11, а дневните од 12 до 20 степени. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Имајте убав остаток од викендот. Пријатно.